Ирена, повторно ја очекувам со линковско вклучување. Гастропредизвик смисли го кругот. Ирена, сега и ова ми е предизвик да слушнам за што конкретно се работи. Ке разговараш со Ирина Јаневска, председателка на АРНО. Јас го кажав, еве и го има на екранот самиот наслов, па ајде да слушнаме сите заедно за што се работи. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Јас верувам дека веќе го испивте вашиот утрински напиток. Дали е тоа кафе или чајче, тоа е ваш избор. И сега еве некоја минута пред 9 часот е вистинско време за утрински појадок. А ние како предлог смисли го кругот, значи она што повеќето од нас мој најомилен појадок геврек со јогурт. Сега овдека сме во просториите на Сдруженијето АРНО и разговараме со моја, ајде слободно да кажам, именјачка, за една буква само ни е различно името, Ирина Јаневска, председателка на Сдруженијето АРНО. И ке говориме за еден навистина интересен предизвик. Еве, слушајте и вие сите кои што имате идеја како да го направите геврекот повкусен и помодерен, може да се приклучите на овој предизвик, кој што го носи насловот Смисли го кругот и кој што е дел од еден проект Кулинари во акција. Ирина, добро утро. Еве навистина убав повод ова утро да ги предизвикаме нашите гледачи како да пристапат кон овој предизвик Смисли го кругот. Ние имаме и пред нас една кутија во која што имаме геврече со круг и нашиот круг е вака осмислен. Така е, добро утро на сите кои што не гледаат, особено голем поздрав до Скопјани. Уште неколку дена имаме време да аплицираат за да го смислат, како што најавивте Ирена, кругот, односно како да го модернизираме, како да го реизмислиме геврекот. Пред нас ние имаме веќе една комбинација, значи станува збор за традиционално печиво. Ние секако ја почитуваме традицијата, меѓутоа сакаме да видиме малку иновација. Ако во светот има бегел, кој што нели може да се пресече на половина, да се стават различни намази, салатки, ние мислиме дека и геврекот го има истиот потенцијал. Сакаме малку да си поиграме со ова печиво и во тоа да ни помогнат нашите сограѓани. А она што го спомнавте за утринскиот појадок и утринскиот пијалок, може да е чајче. Еве ние кога го промовиравме денеска да е посно, бидејќи во тек се божикните пости. Така, имаме чајче, имаме ајвар. Имаме чајче, имаме ајвар. Ова е чајче кој што е продукт на социјално предпријатие. Ова е микс на АРНО, станува збор за микс од липа и од мајчина душица. Ето уште една иновација, значи не треба многу, можеме само 2 производи да направиме нов вкус, нешто што постои како посебно долго време во нашите практики, меѓутоа ова е нов микс. Еве, што сакам исто да промовираме, станува збор за еколошка димензија. Во самиот надпревар намирниците треба да ни се одблеску, значи да се локални. Не е дозволено месо, не е дозволено употреба на адитиви, затоа што сметаме дека нашата земја навистина има потенцијал за органски производи и ние треба се повеќе да си ги користиме во исхраната. И не само органски и локални, туку и сезонски. Значи да јадеме нешто што е сезонско, бидејќи тогаш е најздраво, тогаш е најкорисно и најекономично, достапно за сите. И бидејќи е сезона на ајвар, имаме и ајварче и секако тука го имаме гевречето, кое што единствено правило во надпреварот е да ја задржи својата кружна форма. Затоа АРНО има една амбиција, станува збор за геврек економија, концепт кој што на запад и секаде во светот се нарекува донат економи, меѓутоа тоа е нешто што ќе го работиме во иднина, станува збор за нов бизнис модел кој што вели дека како што овој круг навистина сите бизниси имаат плафон, тоа е надворешната кружница, и имаат луѓе кои што треба да бидат вклучени, тоа е дупката, односно инклузијата на луѓето, што кај нас исто е позната и актуелна со социјалното претприемништво. И кажете, јас ве прекинав за штипчето. Да. Штипче? Ова е порака дека треба да ги избегнуваме кесичките со чај. Тоа е повторно за да употребуваме локален чај, берен локално, како што во нашиот случај овој наш подарок, и за да избегнуваме отпад од кесичките. Значи тие немаат никаква функција, станува збор за амбалажа која што е за еднократна употреба и навистина ние сакаме да ги охрабриме сите да малку помислиме како можеме ние индивидуално да бидеме дел од решението, да не бидеме дел од проблемот, и ова е само една мала порака за мало микрооднесување, што можеби не прави многу на индивидуално ниво, но меѓутоа сите ако го промениме како практика,
е навистина апел за Сега еден повик до гледачите. Има луѓе кои што се уште може да се вклучат и сакаат да се вклучат во овој предизвик. Кој се има право на учество, од која до која возраст и кои ќе бидат критериумите на оценување? Сепак ќе се оценува кругот, така? Така е. Значи, станува збор за надпревар, затоа мораме да имаме правила, кој е транспарентен, ќе си има жири комисија. Може да учествуваат сите оние кои што се од Скопје, односно од Скопски плански регион, што значи не само урбаните општини, туку и оние кои што се околни, Чучер, Сандево, Петровец, си што спаѓа во Скопски регион, има секој граѓанин кој што живее во рамки на овој регион, може да ни аплицира. Возраста е над 18 години, долната граница поради правни причини на надпреварот, инаку ние веруваме дека и младите имаат можност за иновација, меѓутоа поради овие правни причини право на учество имаат сите оние кои што се над 18 години, а горна граница немаме, веруваме дека сите категории на граѓани Што имаат добра идеја. Сега, што ќе се оценува? Дали ќе се оценува пецивото? Дали ќе се оценува вкусот на пецивото или можеби самиот круг. Значи дали може да се донесе веќе произведен геврек и да се осмисли само кругот, еве како што вие го имавте осмислено утрово. Така, значи како се учествува, треба да се пополни пријава во која што треба да се наведе постапката како се прави рецептот, да се даде име на гевречето, да се објасни кои состојки се, од каде се, колку чинат, финансиската конструкција и што е главно во оценувањето, оригиналноста, креативноста, а понатаму колку јасно е напишан рецептот, каква е финансиската конструкција, во колкава мера намирниците се локални. Единствено правило во надпреварот е да се задржи кружната форма, затоа што ова е символика за она што го најавив, односно за таа геврек економија. Не е дозволено месо, затоа што месната индустрија е загадувачка индустрија, и не е дозволена употреба на адитиви, значи треба да си биде направено гевречето со оние локални намирници што ги имаме на пазарот. Што ќе се оценува дополнително, како изгледа, значи визуелната презентација ни е битна и затоа мора со рецептот да се пратат 2 фотографии. Во оваа фаза на надпреварот граѓаните ни ги испраќаат само пријавата и 2 фотографии. Понатаму оние кои што ќе влезат во финале ќе бидат повикани во рамки во крајот на месецот да во живо во Средногостителско училиште Лазар Танев, кој што е партнер на проектот, ги направат геврачињата и таму жири комисијата ќе ги оценува со превес на очи, за да бидат објективно. Тоа е важно да се знае дека оние кои што ќе влезат во финале ќе мора да ги подготват. Тука го елиминираме и оној дел што ќе рече можеби некој само ќе учествува со рецепт кој што не е негов и не знае да го подготви. Не, значи те ќе мора да дојдат да демонстрираат и победникот кој што освен парична награда од 200 евра ќе добија надомест за 2 обуки на учениците, готвачи и пекари од Лазар Танев, за да им ги пренесе вештините. Тоа е многу важно. Ете така. Јас се надевам дека и ние ги пренесовме сите овие информации до нашите гледачи. Од режија ми јавија за жал дека веќе нашето време измина, ама мислам дека доволно ги информиравме сите заинтересирани кулинари, па и оние идни кулинари. Ги информиравме за овој предизвик, осмисли го кругот, кој се случува на 5 декември. Да, целата пријава и повеќе детали за надпреварот може да најдат граѓаните на нашата веб страница arno.org.mk во секција вести. Таму ги има сите прописи, сите охрабрувања на социјалните мрежи, може да го следат Арно, профилот на кулинари, на Лазар Танев и да ни аплицираат до 5 декември. Се гледаме на 5 декември и почитување на здравје нека е појадокот. Ова утро за оние кои што постат геврек, може и ајварче и чајче, еве како што имавме ние овде предлог, таков беше нашиот круг, а оние кои што не постат, доволно е геврек и чаша јогурт. На здравје. Слободанка? На здравје, Неке. Ирена, очекувам да ми донесеш со оглед на тоа дека апетитот ми се отвори слушајки ве и гледајки ве со гевречето во раце, па ајде донеси ми едно геврече наваму. Договорено.